Јавните предпријатија во државата се пред колапс кој може да се случи не утре, туку уште денес, бидејќи сметките за струја на некој од нив се поголеми отколку вкупните приходи. Од тука тие денес предложија можно решение за оваа состојба или да не се случи граѓаните да плаќаат повисоки сметки. АТКОМ предлага под еден јавните комунални предпријатија да плаќаат струја по единствена цена за киловат час 5,28 денари, како што плаќаат физички лица, односно во блок 3 максимална опција без пресметување на ефтина и скапа тарифа. Ова менаџерите на јавните предпријатија ги внесе во тревожни калкулации што тоа може да го спаси работењето на јавните предпријатија и евентуално колкаво зголемување на цената на водата треба да има. Мислам дека сите директори веќе некакви анализи прават. Од она што можеме да го забележиме, нормално трошокот за електрична енергија, како што кажаве, 10 пати поголем. Не верувам дека цената би била со 10 пати, но веројатно во рамките би се движела 20, 30, 40% на сметките. Оваа идеја регулаторната комисија не ја прифаќа и најави дека нови цени на водата нема да прифати, што не значи дека на јавните предпријатија не треба да им се помогне. Уште еднаш сакам да потенцирам дека регулаторната комисија за енергетика и да добие барања од јавните комунални предпријатија за зголемување на цените, тие ќе ги одбие, бидејќи не верувам дека зголемување на цена од 100, 200, 300% за водните услуги ќе го реши проблемот. По ова, клучното прашање за сите 90 јавни предпријатија, 15.000 вработени во нив и граѓаните е како јавните предпријатија да се спасат од претешкиот товар со цените на струјата. И како што кажав, во делот на електричната енергија треба да се види кое ќе биде вкупното портфолио кое што може покрај ЕСМ да се обезбеди од ТЕЦ Неготино и од помош со помош исто така и од бугарската помош, исто така и од други земји доколку се обезбеди поевтин природен газ и врз основа на тоа да се формира една цена која што би била пониска од реалната цена која што е сега на берзите и со таа цена да им се продава не само на македонските компании, туку да се продава и на јавните комунални предпријатија, се разбира доколку се обезбеди електрична енергија. Ова практично значи дека до овој момент се е неизвестно и дека проблемите на јавните предпријатија остануваат нерешени. Ново во целата ситуација е дека АТКОМ за овој проблем повеќе нема да се состанува, бидејќи предстои или банкрот или неизвестни работни места.